Денес во Прилеп се одржа завршниот настан на проектот Roma for EU во организација на Ромската асоциација за жени и млади од Скопје. Проектот има за цел зајакнување на ромските невладини организации, промоција на европските вредности и поддршка на жените жртви на семејно и родово базирано насилство. Овој проект е да ги офатиме и да ги зајакнеме невладиниот сектор, поточно мрежите кои ги имаме, мрежата на Лулуди, таа е неформална мрежа која работи на мониторинг на ЦЕДАВ и Инстанбулската конвенција и кои што се занимаваат со прашањата на жените и девојчињата. И другата мрежа која ја води е невладината организација Сонце од Тетово. Тоа е мрежа која работи на интеграција на ромите во општеството. Така што се доделени 10 субгрантови на 10 организации. Офатени се Дебар, Тетово, 2 во Скопје, 2 во Штип, Битола, Прилеп и Кочани, мислам дека не сум пропуштила. На завршниот настан што се одржа во Прилеп, организацијата искористи приликата да разговара со граѓаните за европските интеграции и како тие гледаат на придобивките од евентуалното членство на Македонија во Европската Унија. Имаме позитивни предлози, меѓутоа и доста скептични луѓе, дека нема да ни биде подобро, ќе бидеме посиромашни, меѓутоа по младиот сектор, по младите луѓе па гледаат дека ќе биде поотворена на слободен пристап до работа, дека ќе зајакне економијата, дека стандардот на населението ќе се зголеми. Преку оваа иницијатива, невладините организации испраќаат порака, граѓаните имаат глас и нивните ставови треба да стигнат до политичките партии и на локално и на национално ниво. Треба тие реформи да се на унапредување на локалните политики, да се унапредуваат, да се променат овие досегашни политики што се водат, затоа што луѓето се многу разочарани. Многу се разочарани и се надеваат дека со приклучување на кон ЕУ ќе биде подобро. Ние како невладени организации се надеваме дека приклучувањето ќе биде многу побрзо, порано, а со тоа сите тие реформи позитивни што се во Европа ќе бидат пренесени и во Македонија и ќе бидат позитивни и економски и политичките збиднувања да го променат животот на нас македонците сите во оваа држава. Како организација која што работи за унапредување на правата на жените, велат дека проблемот не е секогаш во степенот на образование или социјалниот статус. Жртви има од сите рангови, а проблемот го гледаат во патриархалното воспитување на балканската жена. Меѓутоа можеме да кажеме дека жртвите не се само од сиромашните семејства. Жртви имаме и од повисоките рангови категории. Имаме жени кои се со високо образование. Имаме жени кои се вработени, а се жртви. Меѓутоа, секогаш се наоѓаат со она стигмата дека јас не можам, срамота е, она патриархалното воспитување на воопшто на жените во Македонија и на Балканот е всадено во нас.